Вести на Канал 8, добро вечер. Унгарската национална трговска комора во Македонија организираше презентација на можностите за соработка помеѓу македонски и унгарски компании. Средбата се реализираше во соработка со општините Кочани, Виница, Пробиштип, Македонска Каменица и Чешиново Облешево. Слаб интерес покажаа бизнисмените од Кочани и од микрорегионот за соработка со фирмите од Унгарија. Таков е впечатокот од забележливо малиот одзив на презентацијата што во хотелот Национал ја организираше Унгарската национална трговска комора во Македонија. Досега комората одржала повеќе економски представувања во градовите во нашата земја кои се покажале како успешни. Поводот што токму Кочани беше одбран за домаќин и соорганизатор на презентацијата за овој регион е што веќе постојат добри деловни и културни врски со збратимениот унгарски град Сигет Сент Миклош. Докога ги гледаме последните 15 години од економската соработка, можеме да кажеме дека врвот достигнавме во ланската година, каде што меѓусобна стоковна размена помеѓу Унгарија и Македонија изнесуваше 150 милиони евра. Би сакале да ова размена ја зголемиме и тоа врз база на заемна корист. И наравно за тоа е потребна да се воспостават лични контакти и доверба како еден капитал за натамошен развој. Според директорот за меѓународна соработка на Унгарската национална трговска комора, вакви посети и барања можности за соработка се прават во повеќе градови во Македонија. За време на тие посети се обидуваме да ги најдеме оние контактни точки каде што можеме да на локалните стопанственици понудиме унгарски фирми или нивните производи или нивните услуги за можна натамошна соработка од заемна корист. Унгарските стопанственици во овој регион препознале можни партнери со кои би соработувале во различни области. Унгарија е една од водечките земји во Европа кој што има производство на автоделови. Значи, знајќи дека во овој регион има и прехрана, и автоиндустрија, и тешка и лесна индустрија, затоа тука сме дојдени со Унгарската национална куќа да ја презентираме куќата и да она да се најде соработка помеѓу двете држави. Како што каже и амбасадорот, политичкото ниво да го спуштиме на економско. Градоначалниците од нашиот регион рекоат дека можат да им понудат на унгарските стопанственици многу можности за соработка. Можеме да им понудиме нашите капацитети од земјоделството, нашите капацитети од преработувачката индустрија, нашите капацитети од текстилот и воопшто од сето она кое што го имаме овде на располагање. Ние како носители, како градоначалници, можеме да ги оствариме контактите, останува на стопанствениците да конкретните сделки, конкретните работи, конкретните контакти ги остварат подоцна. За време на престојот во Кочани, унгарските представници посетија и стопански капацитети, при што рекоа дека се заинтересирани за воспоставување деловни врски во областа на земјоделството, прехранбената и машинската индустрија. Со посета на ученици од Кочанско училиште и со скромен коктел, полицијата го одбележа својот ден 7 мај. Кочанската полиција може да се пофали со висока организираност и брзо и ефикасно професионално работење. Учениците од основното училиште Свети Кирил и Методи во посета на Кочанската полиција се запознаа со работата на полициските службеници, процедурата за издавање лични документи, како и со работата на дежурната служба каде што се пријавуваат настани или кривични дела. По повод 7 мај, денот на полиција во Република Македонија, денеска организиравме посета на полициската станица од страна на учениците од основното училиште Свети Кирил и Методи. Имено при посетата на учениците во полициската станица ги запознавме што работат полициските службеници, кои работи и работни задачи ги извршуваат, каде може да се најдат полициските службеници. Потоа учениците ги упативме, односно им покажавме канцелариите каде што се издаваат лични документи, возачки, лични карти, потоа во дежурната служба каде се пријавуваат настани и учениците значи се задоволни од оваа посета и вакви посети ќе организираме и во наредниот период. Одбележувањето на денот на полицијата 7 мај продолжи со скромен коктел на кој освен вработените од полицијата присуствуваа и директори и представници од кочанските институции.
Подобрување во работата на секторот за внатрешни работи имало минатата во однос на претходната година. Тоа пред се однесува на откривањето на случаите на стопански криминал и намалување на случаите на тешки кражби. Работата на секторот за внатрешни работи од Штип, заедно со полициските станици од источниот регион што се под негова надлежност, е оцената како успешна во текот на 2014 година. Споредбените анализи покажуваат зголемен број на расчистени случаи на криминално однесување, што според началникот на секторот се должи на професионалното работење на сите вработени во полицијата. Еден од приоритетите било откривањето на случаите на тешки кражби, но и разобличувањето на повеќе форми на стопански криминал. Тешките кражби од куќи и станови ни е приоритет. Подрачјето ни беше нападнато и сметам дека бројките, процентот на расчистеност, односно ефикасност, ни е над просекот, а бројот на кражби ни е во опаѓање. Втор приоритет ни е економскиот криминал со елементи на злоупотреба на службена положба и овластување од страна на службени одговорни лица во институциите, установите и правните лица. Во 2014, во споредба со 2013, имаме зголемување на откриените кривични дела од овој вид криминал за 3,5 пати. Како приоритет ни е и недозволената трговија со дроги и опойни средства, кои ни тежи како проблем. И тука, бележиме намалување на овие кривични дела. Проактивно работење со правилно насочување на службите, постигнуваме добри резултати. Освен класичните форми на криминал, според Синадинов, подобрување во резултатите има и во областа на сообраќајот. Тоа е последица на проектите за доближување на полицијата до граѓаните. Се трудиме со проектите кои ги работиме секој ден да ја доближиме полицијата до граѓанскиот сектор со непосредни средби со овој сектор и со посета на училиштата. Секојдневно изработуваме проекти за да ја доближиме полицијата до граѓаните. Тука е и седмата сила, односно локалните медиуми, кои секој пат ги повикуваме кога имаме настан кој е интересен и за кој сметаме дека заслужува внимание и треба да биде запознает на јавноста. Успешноста во работењето на секторот за внатрешни работи во минатата година се образложува со целосното спроведување на концептот на Министерството за внатрешни работи за проактивно работење и насочување на службите на терен. Втор случај во Кочани, а трет во источниот дел од државата на отсекување на полов орган. 65 годишен маж од засега непознати причини си го пресекол половиот орган, пошто поради обилното краварење не бил пренесен во Кочанската болница, туку директно на клиниката за урологија во Штип. Поради сериозноста на повредата, оттаму бил префрлен во клинички центар Скопје. Ова е втор случај на отсекување на полов орган во Кочани. Првиот беше во октомври минатата година, кога 22 годишно момче, депримирано од врската со својата девојка, си го пресече половиот орган. Пред него таква одлука донесе 20 годишен радовишенец, кој половиот орган си го фрлил во ВЦ шојлјата. Продолжува изградбата на регионалниот патен правец што ќе ги поврзува општините Зрновци и Чешиново Облешево. До почетокот на летото треба да биде изградена делницата меѓу Видовиште и Теранци, за што се издвоени над 230.000 евра. Градежна механизација на јавното предпријатие Македонија Пат започна со реализација на втората фаза од изградбата на патниот правец меѓу општините Зрновци и Чешиново Облешево, како дел од изградбата на регионалниот патен правец што во иднина треба да води до општина Карбинци. Првата етапа започна минатата пролет со прибивањето на патот и поставувањето тампон од кај Видовиште, пошто беа асфалтирани 2,5 километри во правец на Теранци. Од локалната самоуправа на Чешиново Облешево направија увид на почетокот од градежните работи. Веќе гледате, има механизација на Македонија Пат, веќе започна градежните активности и се надевам во најбрзо крок да биде направен овој пат. Со широчина ќе биде од 9 метра од страната со канавки и плюс дополнително асфалтен слој од ширина од 5 метри. Овој пат на некој начин ќе биде едно улеснување из општина Зрновци кои во моментот се отсечени поради паѓање на нивниот мост и со овој пат побрзо ќе стигнуваат и до метрополата Скопје и до сите останати места во западниот дел на Македонија. Според
градоначалникот на Чешиново облешил, изградбата на патот треба да се реализира во оптималниот рок, со што ќе им се овозможи на жителите од селата од регионот полесно да комуницираат меѓу себе. Се надевам дека за еден месец, месец и половина би требало да се заврши овој пат. Што останува понатаму по врзување на Значи овој пат продолжува и понатаму во проектот на владата на Република Македонија е влезен. До 2017 година треба да биде завршен овој пат со тоа што ќе ги вклучи и општината Карвинци или поточно ќе ги поврземе населените места Теренци, Кучичино и потоа Борилчево со Аргулица. Инвеститор во изградбата на патот е јавното претпријатие за државни патишта на Македонија, од каде лани рекоа дека се обезбедени потребните средства за изградба на целиот патен правец со должина од над 19 километри. Пробивањето и асфалтирањето на делницата меѓу Видовиште и Теранци ќе чини околу 230.000 евра. На веб страницата на прашања екстерно објавени прашањата за екстерно проверување на учениците за учебната 2014-2015 година. Мај е месец кога и првачињата се запишуваат во училиште за идната година. Учениците од основните училишта може да ги погледнат прашањата што ќе ги одговараат за време на одржување на екстерното тестирање. Истите се објавени на веб страницата на прашања екстерно, каде се истакнати вкупно 445.700 прашања на јазиците застапени во Македонија. За наставен предмет кој што е застапен со 1 час неделно се генерирани 100 прашања, за предмет со 2 часа неделно 200 прашања и за предмет со 3 часа неделно 300 прашања. Ова известување е поточно да се учениците, наставниот кадар и впрочем и секој граѓанин на Република Македонија на оваа страна може да ги разгледа, да ги погледне прашањата и секое воочување на некој недостаток или прашање кое не кореспондира со наставниот предмет, кое можно е да се случи, иако од година во година тие пропусти се се помали и помали во екстерното проверување. Може да на оваа адреса да испрати мејл, така што комисијата формирана во Министерството за образование и наука, односно Државниот испитен центар, ќе го земе во предвид тој имейл и прашањето најверојатно ќе, ако е корекцијата во правец дека тоа прашање не треба да биде поставено така или не треба да биде во тој наставен предмет, ќе биде исправено. Инаку, овој месец и првачињата ќе треба да се запишат на училиште за идната година. За наредната 2015-2016 година очекуваме да запишеме околу 70 првачиња, со тоа што нели ќе бидат точни и навремено ќе се јават во училиштето на веќе доставените покани. Документи кои што се потребни за упис на едно детенце во прво оделение е до крајот на оваа календарска возраст да наполни 6 години, извод од матичната книга на родените, потврда за примени вакцини, потврда од стоматолог и секако лични карти на родителите, односно старателите. Прашањата за екстерно на веб страницата ќе бидат објавени до 14 мај. Во средните кочански училишта протести нема. За полагање државна матура се пријавиле сите ученици кои треба да полагаат. Во средното општинско училиште Гошо Викентиев такви се 70, а во гимназијата 188 ученици. Истата ќе се спроведе во 2 испитни рока, јунскиот и августовскиот. Заврши пријавувањето за полагање државна матура за учениците од средните училишта. Во двете средни кочански училишта пријавувањето протече без проблеми и за полагање се пријавиле сите ученици кои треба да полагаат. Од нашето училиште со Љупчо Сантов од Кочани има пријавено 188 кандидати за полагање на истата, од кои што 76 се во гимназиското, а 112 во економските паралелки. Инаку што се однесува до термините од 11 до 19 јуни. 11 јуни е мајчин јазик, 15 јуни се јазиците, значи англиски, француски, германски и евентуално руски, 17 математика и 19 јуни е хемија, физика, биологија, историја, бизнис или филозофија, односно естетика. Полагањето е од 10 часа. Оние кои ќе полагаат училишна матура, а во гимназијата такви се само 10 ученици, немаат потреба од сегашно пријавување на истата. Во однос на протестите, од училиштето додадоа дека засега е мирно и нема најави за штрајк од страна на учениците. Потпиша меморандум за соработка помеѓу компанијата Амфенол со средното општинско училиште Гошо Викентиев.
Заедничката соработка значи стекнување практични знаења кои ќе им послужат на учениците како за реализирање на наставата, така и за понатамошниот живот во делот на професионалната определба и подготовката за работа. Соработка имаше и досега, но двете страни потпишаа меморандум за продлабочување на истата, која ќе биде од големо значење како за вработените, така и за учениците од Кочанското училиште. Користа е обострана. Училиштето ќе им обезбеди нови млади кадри способни за работа во фирмата, а од Амфенол ќе им понудат усовршување преку обуки во странство и најсовремени методи на работа. Мислам дека за двете страни и посебно за учениците, ова ќе биде еден поттик за подетелна и поголема соработка, бидејќи Амфенол како корпорација има проект во Македонија кој што е релативно голем и за овој регион доста значаен. Меѓутоа, локацијата Македонија и Кочани пред се е изберена поради тоа што има добри предуслови, индустријска традиција и пред се извор на квалификувана работна рака и техничко училиште кое што е во рамките на градот. Сметаме дека со поддршка од Средното техничко училиште ќе успееме да регрутираме нови млади кадри кои што се потребни во наредниот период, а ние од наша страна можеме да им понудиме усовршување за најдобрите обуки во странство и најсовремени методи и начини на работа. Секако дека можеме да земеме обврска дека најдобрите ученици кои што ќе бидат во генерацијата, ќе ги преземеме, ќе им понудиме работа за тие кои што нема да продолжат со натамошното школување и мислам дека тоа ќе биде на задоволство на сите три страни. Во текот на изминатите месеци ученици од Гоша Викентиев ја посетија компанијата Амфенол со цел запознавање на технологијата и начинот на производство во фирмата, што ќе им послужи во учењето и понатамошната работа на учениците. Со потпишување на овој меморандум за соработка, подетално се дефинират нашите понатамошни активности од месец септември, кога дел од нашите ученици или поточно профилите електротехничар за електроника и телекомуникации и профилот машински техничар би можеле да ја вршат практичната работа во фирмата Амфенол. Значи од ова година сакаме нашите ученици да почнат да посетат повеќе фирми, меѓу кои и Амфенол, со цел да стекнат практични знаења употребливи понатаму за нивната иднина, да може да дојдат веќе припремани во фирмите. Очекувам оваа успешна и плодна соработка понатаму. И од двете страни очекуваат резултатите и ефектите од соработката да испливаат на површина за доста краток временски период. Свечено отворен ексклузивен бутик во трговскиот центар во Кочани. Станува збор за бутик за долна облека и луксузна гардероба, која може да ги задоволи потребите на граѓаните. Доста граѓани од цела Источна Македонија присуствуваа на отворањето на новиот бутик Secret & Posh, лоциран во строгиот центар на градот. Secret & Posh е бутик кој може да ги задоволи потребите на сите граѓани и возрасти. Ексклузивна долна облека и луксузна гардероба за сите вкусови. На отворањето присуствуваа пријатели и роднини на собствениците на бутикот Александра Јованова и Катерина Ѓоргиева, кои истакнаа дека вакво нешто му беше потребно на Кочани. Јас и Катерина заедно за потребата на нашите граѓани одлучивме да отвориме бутик кој што ќе биде снабден со секаков вид на гардероба, како детска долна облека за возрастни, како женска така и машка, потоа бутик за возрастни, женска и машка гардероба, така што на едно место да биде снабдено со секаков вид на гардероба. За цените морам да напоменам дека цените ќе бидат достапни за секаква популација, значи секој вид на граѓани. Се надевам дека ќе дојдете, ќе не посетите и ќе се уверите. Спектакуларното отворање на бутикот продолжи со музика и забава до доцните часови. Следува спортската информација. Во пресред на викендот актуелни се два спортски настани, од кои едниот е во најава. Виница ќе биде домаќин на турнир на фудбалскиот клуб Вардар, додека кошаркарите ја привршуваат сезоната. Од Виница стигна информацијата дека предстојниот викенд на градскиот стадион ќе се одржи фудбалски турнир на фудбалскиот клуб Вардар.
Околу 200 деца се предвидени да допатуваат в сабота, а надпреварите ќе бидат поместени во периодот од 9 до 15 часот. Во попладневниот термин в четврток, Баскет Дино го игра предпоследното коло од втората македонска кошаркарска лига. Тоа всушност беше поместено за в сабота заедно со останатите надпревари од колото, но поради обврски на дел од своите кошаркари, тренерот Сашко Лазаров побара поместување. Причината е редовната ученичка екскурзија на гимназијалците. За противник Баскет Дино има екипата на Радовиш, а останатите двојки се Пелистер Вардара Паве, Тетекс ТТК Бест, Црандрим Михајловски и Шкупи Борец Баскет, Слободене Т-Баскет. Табелата е добро позната и депримирачка, токму Т-Баскет ја предводи со 35 бода, додека Баскет Дино е последен 11 со 19. Кошаркарските надпревари сезонава влегоа во самиот финиш. Додека не се одиграат за останатите надпревари, во М18 лигата е затише кога е во прашање Баскет Дино, кој остана без можност за разигрување за титулата. Истото се однесува и за најмладиот тим во М15, каде правите две екипи од групата вкрстија, формирајќи ги двојките што ќе решаваат за правото место, додека екипата на Баскет Дино не се пласираше во финалниот дел, завршувајќи како пето пласирана. Тоа беше се што ви подготвивме за вестите на каналот. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно.